Почитувани гледачи, вие сте со празничното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Бадник и Божич се празнувања што ги зближуваат семејствата, празници што носат топлина и радост во секој дом. Продолжи традицијата на маскембал за бадник во кафулињата и рестораните во Тетово. Во декември полицијата санкционирала 1930 различни видови прекршоци. Христос се роди, навистина се роди. Честитки до сите кои го слават големиот христијански празник Божич. Одбележувањето на празникот започнува на Бадник, а следното утро продолжува со служење Божична литургија низ храмовите. Божич важи за празник кој го сплотува семејството во кругот на најблиските да се дочека веста за раѓањето на нашиот Спасител. Православните верници ширум светот денеска го празнуваат рождеството Христово Божич. Одбележувањето на празникот почнува на Бадник, како предвесник на Божич, а продолжува следното утро, кога во православните храмови низ земјава се служи Божична литургија, по која следува и причест. За Божич се врзува и поговорката пред Божич, зад Божич, дома да си, што символизира дека големиот христијански празник треба да се помине во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за раѓањето на нашиот Спасител. Христос се родил во Витлеем јудејски, што и тоа има една символика. Самиот збор Витлеем означува долина на лебот, а Христос е лебот на животот. Се родил во јасли, во скромна атмосфера, бидејќи во моментот било попис и немало ни едно место каде што би можела Пресвета Богородица заедно со Јосиф да се закрилат и затоа раѓањето настанало во скромни услови. Царот на сета вселена се родил во скромни услови, ангелите ја пееле химната слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја, а тројцата мудреци од исток ја следеле звездата која дошла над местото каде што бил роден Спасителот и му принесле царски дарови, злато, ливан и смирна, со што го покажале неговото царско достоинство. Овој празник е значаен за нас, затоа што со раѓањето Христос влегува во историјата на светот и го започнува својот домострој на спасението, кој што завршува со смртта, воскресението, вознесението и на крај слегувањето на Светиот Дух на Педесетница. Он заради нас се раѓа како човек, ја прима сета човечка природа и се човечко прима со исклучок на гревот. Божествената и човечката природа се соединуваат во едната ипостас на Бого-човекот Христос. И затоа ние се подготуваме со пост за овој ден, отпоздравуваме Христос се роди, тој што ни отпоздравува другиот наш брат ближен, вели на вистина се роди. Инаку големиот христијански празник Божич е неработен ден за сите граѓани. Продолжи традицијата на маскембал за бадник во кафулињата и рестораните во Тетово. Најмалите пак со песната Бадњабава, собирајќи дарови, го најавија Христовото раѓање. Тетово под маски во предвечерието на Христовото раѓање Божич. Традицијата на маскембал на бадник жителите ја продолжија и оваа година. Повозрасните во градските мала покрај бадниковиот оган, помладите во кафулињата на забава. После 2 години се возобнови таа традиција што траеше повеќе децении во Тетово, да се маскираме за бадник. И добро е тоа што и помлади, повозрасни се вклучуваат во тоа и добро е и за градот, и за животот, и за луѓето во него. Значи би било убаво на плоштад да се организира, да се намести, да се среди, да бидеме сите редновест. Ова нас ни е едно. Најголем христијански празник, за убаво нека на помош, Христос се роди. Овие настани се од големо значење за Тетово и за тетовскиот крај овдека. Ова е подолгогодишна традиција
Значи, секоја година има кумови што лебо што се крши со паричето што ќе добиат, го организираат ова и од големо значење за тетовскиот крај да се прослави Христовото раѓање и за продолжување на традицијата. Па значајно е за сите луѓе православни. Секоја година го прославуваме. Јас сум преправена од Клонф и традицијата ми се допаѓа многу и од секојаш ваќе се преправамо. Секоја година нормално се маскираме, многу ја сакаме оваа традиција. Јас сум моментално маскирана во Спајдермен. Па одлично, традицијава се продолжува со години, ние да ја продолжиме и се идемо се журкамо. Хроничарот Дарко Гавровски вели дека традицијата на маскирање во зимскиот период е во целата земја, меѓутоа само во Тетово е во вечерните часови на Бадник. Поврзано со Божиќ во другите делови, например во Македонија има маскирани коледари. Тоа е дента пред Бадник. Значи одат и утрината на 6 фактички. Тетовчани Бадник вечерта одели, затоа не се викаат коледари, туку се вика Бадњибабе. Се маскирале вечерта наспроти Божиќ, а не утрината па да бидат коледари, така да таа традиција ке нас тамера се зацврснала што потоа премина и на повозрастните да се маскираат. Најмалите со песната Бадњабаба на вратите на домовите го најавуваат Христовото раѓање, добивајќи дарови. Нека даде јаболчиња, ако нема јаболчиња, нека даде се што има Бадњабаба. Божиќ е празник на радоста, празник на утехата и празник на благодарноста. Синот Божји стана син човечки за да го издигне човекот, кој беше потонат во своето себељубие, дарувајќи му ги бескрајните височини на својата љубов во Царството Небесно, додаде господин Стефан. Како верен народ, потребно е постојано да го потврдуваме нашето живење со љубов кон Богомладенецот, покажувајќи љубов и кон нашите ближни, и кон сите луѓе и народи околу нас. Исто така, со доволна грижа и со посветеност, да ги љубиме и почитуваме црквата, татковината, историјата, културата, јазикот и сето наше свештено и национално наследство, та во овие невремиња што ги живееме, преполни со економски, политички и воени искушенија, да се покажеме доследни следбеници на Христа Спасителот. Затоа, прославувајќи го великиот празник на Христовото раѓање, да се украсиме со христијанските добродетели, па со богоугоден живот да ги приготвиме нашите души и срца, во кои Богомладенецот ќе се роди и од кој ќе направи свое живеалиште. Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди. Честито и од Бога благословено новото лето Господово. Полицијата изминатиот месец во рамки на акциските контроли на поширокото тетовско подрачје санкционирала 1930 различни видови прекршоци. Во текот на минатиот месец, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, на поширокото тетовско подрачје во 18 акциски контроли и редовни активности вкупно откриле и законски санкционирале 1930 прекршоци. Во контролните активности реализирани во текот на декември, а поради констатирани прекршоци, односно недостатоци, од сообраќај биле исклучени 39 возила, од кои 26 поради стечена регистрација до и над 30 дена и 13 поради утврдена техничка неисправност. Во декември исто така од сообраќај биле исклучени 169 возачи, од кои 106 управувале без возачка дозвола, 26 под дејство на алкохол, 20 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија возачи и 17 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во месецот за кој станува збор, времено биле одземени 4 возила за истечена регистрација повеќе од 6 месеци, 79 возачки, 36 сообраќајни дозволи, додека пак тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 493 непрописно паркирани возила, најмногу во централното градско подрачје, каде што се наоѓа и најголемата вкупна сообраќајна динамика и фреквенција на возила и пешаци,
Минатиот месец вкупно биле изречени 491 мерка за неприлагодена брзина според условите на патот, односно за пребрзо возење, а 30 за непочитување на првенство. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова божично издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!